Добар ден, криптоентузијасти, како што веќе најавивме, според вашите гласања, во однос на оваа ситуација имавме само за, против немаше ниту еден, ниту еден што е битен од македонска националност. Како и да е, значи, на ваше барање ќе направиме геополитика и крипто, каде што денеска ќе се посветиме највеќе на Блискиот Исток и на војната во Украина, затоа што се во моментов најбитните случувања кои што може да направат било каков пресврт во економските пазари, нормално, а со тоа и во криптопазарите. Оние кои што не го погледнале вчерашното видео, би им препорачал да го погледнат, каде што детално објаснуваме што се случи после говорот на Джером Пауел и зошто толку позитивно изреагира пазарите, односно дека тоа е крајно позитивно за нас и дека економски моментално влегуваме во позитивна ера или позитивен дел, да речеме, од овој bull market, додека за разлика од тоа геополитиката не е толку стабилна, затоа и денеска одлучив да направам видео во кое што ќе направиме апдейт на моменталната потенцијална ескалација, посебно во Блискиот Исток, затоа и прв дел од ова видео, кој што дефинитивно може да биде еден од поголемите проблеми кои што ќе го видиме уште во текот на утрешниот ден, затоа што официјално Хезболах веќе го направи својот прв напад, кажа дека тоа е првата фаза од ескалација која што ја прави против Израел за нападот кој што беше направен врз нивниот главен град Бејрут, каде што беше убиен еден од повисоките команданти на Хезболах. Така да како одговор на ова ќе дојдеме до тој дел, нормално ќе објасниме што точно се случило, само сакам да ви кажам тоа е една од главните работи, значи буквално како да сум знаел, како што кажав, значи потенцијално заостанување или пак неуспешни преговори помеѓу западните свињи и нормално представниците на Палестина ќе доведат до ескалација веднаш и од страна на Хезболах и од страна на Иран, кои што моментално се воздржуваа само поради овие преговори за Палестина, затоа што и самиот конфликт моментално е инициран и постои заради Палестина. Значи Хезболах буквално уште од првиот момент кога Палестина, односно во оваа ситуација Газа, имаше ситуација во октомври каде што настана тој масакар врз израелски жители, значи во тој момент поради така речено контраофанзивата во која што буквално ќе покажеме што се случува во Газа моментално. Значи поради целата таа ситуација Хезболах во одбрана, односно во поддршка на Хамас и Газа почна да ја напаѓа северната граница на Израел. Нормално не е ова окупација, туку само тет for тет, се разбираме, значи оние напади кои што од едната и од другата страна досега беа не ескалаторни, беа само едноставно да го држат Израел, да речем, напнати на северната граница, но ова веќе денес што го гледаме е сосема следно ниво, но пак се враќаме прво на најбитниот дел, односно целата оваа ескалација постои поради Газа, поради западната обала, тоа се двете преостанати енклави, би рекол, односно отворени затвори за палестинци во нивната сопствена држава. Значи тоа само во 21 век може да го видиме, значи ова е дури полошо од апартхеидот во Јужна Африка. Значи вие имате ситуација во која што буквално ги држите овие луѓе со декади во гета, значи во Полска ги држале 3 години во гето, овдека ги држат 70 години во гето, палестинците во отворен затвор и ги третираат како животни и нормално кога овие вратија срам да име гомна како смеат да враќаат, нели, на демократски народ како Израел. Сега, значи моментално од западните медии, значи јас не морам ни да зборувам нешто посебно, знаете дека пред 2 недели, официјално таа една недела, да речем не оваа, туку претходната, преговорите се одвиваа во Каиро, се извинувам, во Доха, каде што оваа недела се префрлија во Каиро и оваа недела, значи според американците многу е постигнато, но да видиме што има да каже другата страна. Значи јас ви ги пуштам прозападниве свињи за да видите што они зборуваат, а потоа ви пуштам што на вистина кажува другата страна. Значи многу е битно да слушате што има другата страна да каже, затоа што вие моментално ја слушате само едната страна, нели? Продемократската страна, цивилизираните, да видиме што има да каже другата страна. Дури вака понекогаш, како што можеме да видиме, се пробиваат некои вести, да не ви се веруе. Voice of America вели и покрај часови, значи многу се змисли часови зборување, нема знаци на напредок во потенцијалното примирие во Газа и ослободување на во оваа ситуација, нели, заложниците кои што се фатени уште на 7 октомври кога беше иницијалниот напад од страна на Хамас.
Значи, еве што ќе каже западната страна, значи не заборавајте, ова е таа западна, како да ви кажем, свиња политика. Значи, Блинкеров, кој што е, нели, моментално представник за надворешна политика на Америка, значи дечко е изгубен у свемирот, он нема појма што прави, но како и да е, значи пред 5 дена видите што изјавува он, а да видиме што ќе изјават од Хамас. Last week, the president put forward a proposal with Qatar and with Egypt to try to bridge the gaps that remain between the parties so that we could get agreement to what the president put out there a couple of months ago. In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, значи вели уште пред еден месец вика, нели, газда стопанот негов, геноцид Џо, вика дал предлог, вика, кој што е доставен до Египет и Катар. Значи не заборавајте, во оваа ситуација они не преговараат со Хамас, они преговараат со луѓе кои што се поврзани со Хамас, значи не директно, нормално. И нормално, значи пред месец, памтете го, пред месец дена гериатрија Џо, геноцид Џо, како сакате, значи достави предлог кој што нели се бараше да се направи примири во 3 фази, бла бла бла, и еве со колачот Нетањаху исто така разговарал денеска, вели he confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal, that he supports it. It's now incumbent on Hamas to do the same. And then значи не е Израел проблемот, секогаш. Израел не е проблемот, Хамас е проблемот, така. Значи, еве што ќе ви каже Блинкерот, сега да видиме што ќе каже Хамас. И тоа на Sky News, значи ова не е на некоја си иранска телевизија, значи ова е на Sky News, прозападна англиска телевизија, во практично од Велика Британија. Значи да видиме што ќе каже представник на Хамас, директно. Дали е тоа така на вистина како што они зборуваат или не. Значи во овој дел кажува новинарка, директно зборува со представник на Хамас, да видиме дали е тоа така и дали Хамас е тој што не ги прифаќа овие преговори, односно оваа рамка која што, нели, дал гериатрија Џо, и да видиме што прави Израел, нели, за да го оспори ова, едноставно постојано да го усложни. Retaliation by Hezbollah and Iran for twin assassinations that they blame on Israel. But the most senior Hamas representative in Lebanon told us any deal was still way off, and he blamed the Israelis and the Americans. Вели, значи највисокиот представник на Хамас, моментално кој што е во Либан, вели, значи моментално не е постигнато ништо во преговорите, ништо во примирието, и за тоа ги обвинува Америка и Израел. Чудна работа. Кој што гледам, Америка и Израел се демократски земји, а не можам да разберам зошто вакви работи. Biden is just trying to give a positive impression, but the first round came with no improvements. The mediators told us the points we disagree on haven't been solved, and Netanyahu has added yet more conditions and made it even more complicated. Вели, на првата рунда, која што беше, значи може да видите ова е ново видео, сега видим каде е датумот, значи ова е од 17 август, што значи дека ова е првата недела која што беше во Доха. Вели на првата рунда преговори во Доха, вика, не само што не се прифатливи овие, да речем, предлози за Хамас, туку вели, значи немало никаков напредок направено во Доха и дополнително вика повторно дошол Нетањаху колачот со нови услови. Значи постојано се ставаат нови услови, уште еднаш знаеме зошто, затоа што ни по точка разно Нетањаху не му одговара да заврши оваа војна, него му одговара да се продолжи и да се прошири. Значи прво да слушаме што има да каже представникот на Хамас, а потоа ќе се вратиме на делот со господинот Нетањаху. Israel keeps on saying that it's Hamas who is objecting to certain key things in the peace deal that's been drawn up, that it's Hamas who is adding conditions. Given that you're not at the talks, I mean, they seem to have a better grasp of what's going on, perhaps. Вели, Израел постојано се жали дека Хамас е тој што не ги прифаќа условите, дека Хамас е тој што постојано става нови услови. No one believes Netanyahu. Hamas accepted Biden's previous proposal and the UN Security Council decision, and yet in every case Netanyahu is refusing to agree and putting up obstacles. Вели, првата резолуција која што донел гериатрија Џо и резолуцијата на Обединетите нации вика биле прифатени од Хамас, но Израел барал истите да бидат сменети и нормално на секој ново скалело преговори доставаат уште услови. Знаете како? Многу е лесно вие
прифатиле, другата страна ги менја условите, вика еве ние прифативме, нека прифатат они пак, така. Значи секогаш кога ќе дојдете на преговори, вие си ја менјавате работата како вас ви одговара и очекувате дека другата страна нели ќе се подчини затоа што имате вие моментално воена надмоќ, така. Значи моментално тоа е она што се случува во Хамас и Израел ситуацијата. There are 40,000 people dead now, more than 40,000 people dead in Gaza alone. Is it even possible to try to get a pause, at least in the fighting, to give people some respite? Вели, има повеќе од 40,000 мртви луѓе во Палестина, точно во Газа моментално. Вика, има ли вика шанса да се направи вика некакво примирие, да се даде барем малку мир на луѓето кои што се уште се живи таму? Hamas has done everything to reach a deal to stop this war, but it's Israel who's carrying it on, who's insisting on committing crimes, and the Americans are supporting them whilst the world just watches it all. We don't want the war to stop only temporarily and on Israeli terms, so they take back their hostages and then just carry on committing massacres afterwards. Вели, моментално, вика, и ние сакаме вика да се запре нормално во користен на Хамас. Значи Хамас моментално живеат во буквално, значи се е разрушено. Газа не постои. Срамната е со земја. Нормално дека е во корист на Хамас да престанат овие, да речем, овој конфликт. Вели, моментално вика проблемот е што другата страна, значи буквално тоа е поставено во условите, ако сте слушале што се случува во преговорите, значи они бараат нивната војска да остане во Палестина, они бараат војската на Израел целосно да има, значи Палестина да нема никаков контакт со други земји освен со Израел, односно претходниот Рафа премин, како и оној Филаделфија коридор кој што се наоѓа на неутрална територија помеѓу Египет и Газа, да биде целосно под контрола на израелците, за да не може да добијат никаква помош. Значи вие практично викате, знаете како, ќе престанеме со војнава во моментов додека не ги дадете нас заложниците кои што ви се моментално единствена, значи тоа е единственото нешто што моментално го држи Хамас, кое што го сака Израел, се разбираме. И вика после тоа нормално ќе продолжат со геноцидот кој што моментално го прават. Значи дали ви стане јасно до кој степен на, значи еве сега ќе провериме и кажете ми вие дали сум јас во право или не. Погледнете. Значи прво, дали е вистина или не дека Хамас е тој што се обидува да ја запре оваа работа? Ако не е така, тоа зошто Америка искористила од вкупно 83 пати 42 пати вето во Обединетите нации само за да го заштити Израел. Значи ова е јавен податок. Гледайте. Значи и тоа е во последниот период, се разбираме. Значи во последниот период 42 пати искористила вето за да го заштити Израел. Од се што. Да не забораваме дека меѓународниот суд за човекови права и во оваа ситуација воениот дел на овој суд за воени злосторства, значи буквално има така речено налог за апсење на Нетањаху. Да, ама кога се направи налог за Путин, се славеше во целиот свет. Кога се направи налог за Мочково од Израел, тогаш нема, тоа е срамна одлука. Како смеа така? Се разбираме? Значи, 42 пати блокирале за да го заштитат Израел. Од друга страна, што се случува во меѓувреме, погледнете. Значи, кажете ми вие, дали ова корист на Хамас или во корист на Израел? Значи, во 2024 година, до овој момент, 10 јули е ова репорт направен, вели, значи, погледнете, ова е од година во година колку територија окупирала, ова е нова територија која што е окупирал Израел од Палестина. Со тоа што ова се околу 5 километри, се разбираме, километри квадратни. Значи, гледаме предходно во 99-та и во 2014-та, тоа било највеќе, значи зборуваме во последниве 25 години, да ја окупираат нови 5 километри. Зборуваме квадратни километри, тоа е голема територија, посебно за така мала земја. Во 2024 година се окупирани 23,7 квадратни километри. Или овде ќе имате како споредба за да видите колку нова и голема територија е земена од палестинскиот народ во само оваа година, замислете. Оваа година не е ни завршена. Ние сме 9 месеци во оваа година, значи вика 3300 вика фудбалски терени. Толку е голема оваа количина на земја која што е земена од палестинскиот народ. 1250 вика колусеуми од Рим, 322, значи ова е целата територија на Белата куќа, 17 Хайд паркови од Лондон, значи толку е голема ова, или пак 7 централни паркови од Њу Јорк. Ова е чисто за да видите колку нова земја е земена од палестинците додека трае овој конфликт за одбрана. Така.
Во исто време, значи ова е најновата информација до 18 август. Тоа се само 7 дена од моментов кога го правам ово видео. 40.100 мртви, од кои 16.500 деца. Јас овдека за момент само ќе го заправам ово видео и ќе кажем една работа. Значи, се воздржувам, крајно се воздржувам, да не ви покажам што прават овие џукели израелски во Палестина. Сликите што сте ги гледале од геноцидот врз македонците во Егејска Македонија се исто она што моментално овдека може да го видите, само многу подокументирано, затоа што во тоа време кога се случувало овој геноцид врз македонците во Егејска Македонија, немало камери, немало телефони, па немало некој да сними за да се види што прави циганскиот грчки народ врз македонците со цел да ги острани од нивното вековно огниште. Во оваа ситуација моментално ние секој ден гледаме што се случува. Повторно ќе ви кажем, оние телеграм канали кои што ви ги предложив да ги следите, ќе ви покажат на дневно ниво овие џукели што прават на деца во Израел. Се извинувам, во Палестина. Да ви стане јасно, да ви се одмили вашата поддршка на Западот, на вашиот стратешки партнер Кале. Значи, за прв пат во историјата Македонија се наоѓа на погрешната страна, и тоа не да сме на погрешната страна, дебело сме на погрешната страна. Ние поддржуваме колачи на деца. Значи, ништо не оправдува колачи на деца. Не војна, ништо не ме интересира. Значи, не постои оправдување, дали е Русија, Украина, дали е Израел, Палестина, дали било каде. Значи, дете е дете, нема никаква воена вредност и тоа што моментално се случува овдека, 16.500 деца мртви на најбрутален начин. И тоа директно таргетирани од израелската армија. Сега ќе ви покажам докази, да не видите дека јас го зборувам ова нели на ветер и магла. Значи, директно таргетирани од најсовесната армија во светот, мајката да им е еба. Значи, само вака ќе кажам, ќе дојде ден кога ќе се свртат овие работи, затоа што Америка нема да биде тука постојано да го брани Израел. Кога тоа ќе се случи, ова е моја претпоставка, останува да видиме дали сум во право, кога арапите ќе влезат назад во Израел, Аушвиц ќе биде летен камп. Само толку ги кажам. Натаму се им е заслужено, само да им се врати, се надевам, да видат како е, нивните деца да пијат вода од цевки од канализација, за да се осетат малку нели привилегирано како што палестинците моментално се осеќаат, а за арапската страна немам зборови, значи да оставите такво нешто да се случува на ваша братска земја, не знам што да ја кажам, браво. Јас мислев дека арапите ќе се здружат, мислев дека за прв пат ќе покажат заби кон истокот, кога навистина имаат шанса. Моментално сето ова е само фарса, палестинците и понатаму си умираат, деца секој ден. Не знам што да кажам. Ево, ова е доктор и тоа од Америка, верували или не, овој човек нема причина да лаже. Да видиме што има да каже за ситуацијата во Газа, затоа што знаете како. Пак ќе ви кажам, јас можам да ви пуштам сега видео, вие ќе кажете леле, воа е, не е оттаму, од некој друг конфликт е, сценирано е, аи, не знам што ќе ми кажете се и се што. Значи може да проверите, може да го најдете ова видео онлайн. Значи човекот кажува како се вика, од каде е, што моментално видел. Значи човекот бил буквално во последниот период, не зборам на почетокот, во последниот период бил во Газа и бил сведок на некои работи, да видиме што просведочил, а вие сами одлучите, значи ова во Мурика се случува. Не е ова доктор од Бангладеш, не е ова доктор од Либан. Ова е доктор од Мурика, нели од стратешките партнери, така. Are you in Gaza? End of April for the first couple weeks of May. Dr. Mark Perlmutter, an orthopedic surgeon from North Carolina and vice president of the International College of Surgeons, volunteered in Gaza. So, of all the disaster zones, Значи кажува како се вика, кажува дека е нели голема личност да речам во ортопедската хирургија и така натаму и вели дека бил во крајот на април и средината на мај во Газа, значи тоа било буквално пред само неколку месеци, да видиме што има да каже за тоа што видел и како се понаша израелската армија кон деца. you've seen. How does Gaza compare? All of the disasters I've seen combined, 40 mission trips, 30 years, ground zero, earthquakes, all of that combined doesn't equal the level of carnage that I saw against civilians in just my first week in Gaza. Вели, 40 мисии
30 години вика на најразлични вика типови на нели природни катастрофи, војни и така натаму вика сето тоа комбинирано, пак ќе кажам, 30 години 40 мисии во ваков тип на региони. Вика сето тоа вика комбинирано, вика не може ни да се спореди со само првата недела вика од тоа што го видов во Газа. Значи замислете. And when you say civilians, is it mostly children? А зборува за цивилни жртви, тоа е многу битно. Значи вели во однос на цивилни жртви и карнич, се мисли на масакар, зборуваме на едноставно степенот во кој што имаме настрадани цивили, како што кажав, нели, не може да се споредува со сето она што го спомнав претходно од неговата кариера. Almost exclusively children. I've never seen that before. И вика, од сите овие цивили, вика, имаше ли, вика, многу деца, го прашува репортерот, вика. Скоро исклучиво, вика, деца, вика. Никогаш ништо такво не сум видел претходно. Што стана со најсовесната армија на светот? Па овоа Русија, ако го направеше Украина, па цел свет ќе беше против Русија моментално. Значи, моментално ќе беше цел НАТО заедно со нашите пижлаци од Балканов, ќе беше регрутиран да се бори против Русија, ако нешто слично на ова направеше во Украина. Never seen that. I've seen more incinerated children than I've ever seen in my entire life combined. I've seen more shredded children in just the first week. Shredded. Shredded. What do you mean? Missing body parts, being crushed by buildings, the greatest majority, or bomb explosions. Вика, во целиот, вика, мој живот и во претходната дел од мојата кариера, вика, нема, вика, толку изгорени, вика, значи зборуваме изгорени, вика, деца, нема видено колку што видов, вика, во првата недела. И тоа, вика, не само изгорени, вика, туку целосно распарчени, вика. И тоа најчесто, вика, од бомби и од падови на во оваа ситуација зборуваме структури, без разлика каков тип на згради станува збор. The next greatest majority. We've taken shrapnel as big as my thumb out of 8-year-olds, and then there's sniper bullets. Вика, шрапнели, вика, големи колку мојот, вика, палец, вика, вадевме, вика, од 8 годишни деца, вика, и вика, тука се, вика, следната категорија, вика, на највеќе повреди кои што ги видов, вика, куршуми од снайпери. Што стана со совесноста? Сакаш да кажеш дека снайперов не видел дека гаѓа дете? I had children that were shot twice. Wait, you're saying that children in Gaza are being shot by snipers? Definitively. I have 2 children that I have photographs of that were shot so perfectly in the chest I couldn't put my stethoscope over their heart more accurately, and directly on the side of the head in the same child. No. Вели, исклучиво, вика, деца. И тоа, вика, не еднаш, вика, 2 пати, вика. И тоа, вика, толку, вика, прецизно, вика, стрелани во срце и во глава. Кој го прави тоа? Значи, тоа се прави за да бидеш сигурен дека тоа што го гаѓаш е умрено, така? Значи, вика, толку, вика, голема рана, со оглед на фактот дека е снайпер, вика, што нема, вика, каде да го ставам воопште, вика, стетоскопот за да слушнам дали детето е се уште живо. No toddler gets shot twice by mistake by the world's best sniper, and they're dead center shots. Вика, ниту едно дете, вика, не може да биде, вика, 2 пати погодено, вика, и тоа толку прецизно, вика, од најдобрите снайпери во светот, вика, погрешка. In fact, more than 20 doctors recently in Gaza also told Sunday morning about gunshot wounds to children. One American doctor told us he even reviewed CT scans to confirm what he saw because he, quote, didn't believe that this many children could be admitted to a single hospital with gunshot wounds to the head. Вели, ова не е само од еден доктор, вика, тоа се вика група на доктори кои што буквално, вика, го утврдиле истото, со тоа што, вика, дури еден доктор, вика, почнал да ги собира, вика, резултатите од снимки на глава, затоа што не можел да верува дека толку многу деца се примени во една болница со куршум во глава. Значи, не можел да верува дека некој нарочно убива деца, буквално ги стрела во глава. Значи, јас додека зборувам ми трепери гласове, не можам да си верувам каква стока живее во Израел. Која е таа војска? Значи, ова само нацистите го правеле во Втора светска војна, никој друг вакво нешто не направил, никогаш. Some shootings have been captured on video.
Еве како изгледа тоа. Гледате, ова е снайпер, а ова се деца. За ова може да добием и бан на мојот канал, но не е битно, треба да видите. Пак ќе кажам, јас допрва би можел да ви покажам што се случува таму. Дали кажете ми ова вас ви изгледа како борец за слобода, дали ви изгледа како терорист или ви изгледа како беспомошно дете кое што беше убиено на среде улица. The Israel Defense Forces declined our requests for an on-camera interview. But in an email, a spokesperson told CBS News. Нема да продолжам понатаму затоа што е вознемирувачко, мислам дека ова беше доста јасно. Само сакав да ви покажам до кој степен и што моментално се случува, значи во оваа земја, затоа што сите ќутиме. Затоа што сите во светот, без исклучок, сите ќутиме. Тоа што јас сум споделил нешто, искрено не сум направил многу, ама барем ќе знаат луѓето што навистина се случува во оваа земја. Еве што се случува, дали ви е јасно? Значи, за се повеќе нормално може да ги проверите овие телеграм групи, како што кажав, значи имате многу информации, може да видите со своји очи што прави оваа гнасна армија, која што може да се нарече себе армија. Се надевам дека еден ден ќе се соочат со вистинска армија, па да видат како тоа изгледа, како и да е. Значи, еве што, па вие сами одлучете на чија страна треба да бидете и дали Израел има право да се брани. Дали ова одбрана, кажете ми вие, и од кого се брани. Во секој случај, значи, буквално Иран е официјално, значи и Reuters, значи пак прозападен. Гледате дека постојано се обидувам да ви покажам преку прозападни медиуми што се случува, затоа што прозападните медиуми кои што се крајно лажни, значи тоа што гледате моментално веќе не е ни вести, тоа е една обична прозападна срање пропаганда кои што ни они сами не може да укрие тоа. Затоа постојано користам прозападни наслови, прозападни вести, за да не може да речете дека јас тоа што го покажувам е некаква си пропаганда. Сето ова до сега е прозападни информации. Прозападни доктори, американски и така натаму. Така. Вели моментално Reuters. Моментално вика единствената причина поради која што Иран не направил повратен напад на Израел за нормално нападот на свој гостин во свој главен град во Техеран е поради тоа што се уште има шанса, наводно има шанса за примирие за Газа. Значи нема логика ако вие сте почнале целата оваа ситуација, овој конфликт против Израел, за да помогнете да има примирие во Газа, вие да го нападнете Израел додека се преговара за примирие во Газа, така. Но за разлика од тоа Израел постојано напаѓа, он не престанал ниту еднаш, да бидеме јасни. Значи Блискиот исток цел освен Израел мора да се држи, да биде нели воспитан, да не напаѓа, да биде одмерен, но Израел може кога сака и кога сака да напаѓа, без разлика дали се преговара или не во овој момент. Сега откако се гледа дека очигледно ова моментално нема ништо да биде, значи Иран го најавува тоа, значи пред само 14 часа Иран вика повторно го обновува, ја обновува заканата за напад врз Израел, како што може да видите, значи со оглед на фактот дека преговорите во Газа вика се одоговлекува, да не се лажеме, значи преговорите во Газа се одовлекуваат само поради една причина, затоа што на Израел му се дава време да си го заврши тоа што го планира, односно да си земе што повеќе земја и да убие што може повеќе палестинци. Тоа е целата ситуација, значи чиста математика. Да не се лажиме, сите знаеме што е ова. Значи овие 43 вета, 42 вета се само купување време за Израел да си направи тоа што треба, односно да уништи се што е палестинско. Сега проблемот каде е? Додека Иран вели дека нема да направи напад, затоа што се уште е потенцијално да се направи нешто околу преговорите, што гледаме дека нема да се направи, веќе Иран тоа самиот го кажа, Хезболах почна и тоа, слушајте. Begin with breaking news in the Middle East. Пред само 3 часа на Deutsche Welle, они се касно и тоа многу, како и да е, ова се случи во утринските часови, значи ова моментално го гледате, пред 3 часа тоа би било, сега е 2, значи негде околу 11 часот, значи ова уште во утринските часови, во 7 часот веќе имаше репорти дека двете страни размениле масивен оган, зборуваме и за Израел и за Хезболах. Israel and the Hezbollah militant group based in Lebanon say they have launched attacks against each other. Israel says its armed forces struck thousands of missile sites to prevent a large-scale attack on its territory. Hezbollah says it has launched a large number of drones against Israel in retaliation for the killing of one of its commanders in Beirut last month. The Israel Defense Forces say they launched preemptive strikes against Hezbollah targets in Lebanon. Значи, пред да го слушнеме џуџето ушко, бетере од мене. Јас сум страшен, дечко со уши е катастрофа.
Вика вака. Моментално вика Хезболах во утринските часови лансирал голем напад со дронови врз Израел, додека Израел во исто време вика илјадници, замислете сега, ја не знам како тоа би изгледало, илјадници места кои што потенцијално би можеле да се искористат за напад врз Иран се бомбардирани. Со тоа што, значи, двете страни веќе размериле масивен оган. Проблемот е што, значи, во детали ќе ви објаснам малку подоцна, имам друг репорт кој што може да го споделиме, но битниот момент. Значи, пред да го слушнеме ушко, слушайте сега вака. Значи, вие фрлате бомба во Бејрут, во средината на главниот град, убивате еден од највисоките генерали на Хезболах, во исто време фрлате бомба во Техеран и убивате гостин на, така речено, прославата за поставување на председател на, нели, новиот председател на Иран. И во исто време, значи, две ветуваат дека ќе ви вратат, но велат нема да ви вратиме затоа што моментално имаме преговори за Палестина во Доха и во Каиро и нели ќе чекаме да видиме кој е исходот и нели тоа е единствениот начин да не ви вратиме, така речено, така. И сега најнаш Израел доаѓа и вика ние преемптивно ги нападнавме повторно. Значи вие сте ги предизвикале, они викаат ќе почекаме и вие повторно ги напаѓате, така. Значи во оваа ситуација сте извршиле повеќе од 1000 места бомбардирани во, значи пак како што кажа он 1000, не знам, значи вие замислете се 1000 места, значи 1000 бомби така паднале и викате ама тоа ние вика во одбрана го правиме. Значи ова е сериско силување во одбрана. Прво напаѓате, овие не ви враќаат и вие пак ги напаѓате во одбрана. Така. Значи ова само на Западов може вакви глупости да му текнат и целиот Запад да вика а не, Израел се брани. Short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles, rockets towards Israeli territory. In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon from which Hezbollah was planning to launch their attacks. Нема ли да го оставам да зборам, нема логика. Значи сме слушнали да приказнава, ние се браниме, они се лоши, ние 5 пати ги напаѓаме, оти се они лоши. Така, значи немам зборови. Како да ви објаснам? Значи тоа е некој доаѓа ви мава шамар и вие не му враќате и он ви мава уште еден шамар во одбрана да не случајно го нападнете. Така. This is clearly a significant and ongoing escalation. We're not at the point of full-scale war yet, but that is clearly the... Ама каде се тоа? Значи вика, ова е вика голема ескалација, вика, ама се уште не сме вика до точка на регионална војна. Па значи нели доаѓа момент каде што овие tit for tat враќања, значи веќе премногу се големи и тоа моментално го гледаме. Значи ја пак ќе кажам, колку и да мене не ми се допаѓа, значи конечно ги остранивме економските причини поради кои што нели сега веќе можеме да влеземе во следен bull market и доаѓаме во ситуација каде што оваа ескалација се случува. Значи мене не ми се допаѓа ова, но тоа е реалност и мораме да го земеме во предвид. Fear not just here in Israel but in Lebanon and the wider region. Israel saying around 100 fighter jets were used in this operation last night, hitting around 200 targets in Lebanon. Now, if that's the case, then that is the most serious attack on Hezbollah since the full-scale war between Israel and Lebanon back. Значи вика, сега значи овде ќе имаме друг репорт со други бројки, очигледно и они не се координирани меѓу себе, вика 100 авиони се користени, вика и удрени се повеќе од 200 мети во Либан. И вика, ова е вика најсериозниот напад кој што Израел го извршил во Либан од претходната војна која што последна беше во 2006 година. Тоа ви кажува дека ова е навистина сериозна ескалација. Нема да навлегувам премногу затоа што се уште имаме процес, се уште следиме што се случува. Проблемот е што ние не знаеме колку успешно Либан нападна во Израел и тоа верувам дека ќе треба време додека го дознаеме затоа што израелската страна стратешки крие нормално што е погодено. Значи според тоа што беше објаснето, зборуваме илјадници дронови биле пратени со цел нели да го едноставно префорсираат нивниот Iron Dome, оваа железна купола која што ја имаат, ракетен одбранбен систем и за да нападнат стратешки цели. Не знам што е успеано, значи се уште се чека. Нивниот водач на Срала треба да даде свој говор кој што ќе проследам негде во текот на денот, кој што ќе даде отприлика некоја идеја на тоа што точно се случило, што е нападнато, што е уништено, за да имаме отприлика идеја дали ќе следува сериозна ескалација повторно од Израел. Затоа што колку е поголема штетата која што е предизвикана од овој напад на Хезболах,
очигледно толку поголем ќе биде и нападот повторно на Израел, кој што гледаме дека веќе е во тек. Не заборавајте дека Хезболах најави дека ова е само првата фаза, односно првиот удар, дека планираат оваа акција да трае. Не е кажано ништо повеќе, кажано е само дека ова е само првиот напад. Значи дека ескалациите допрва ќе следат. И затоа кажувам, проблемот е што ние денеска не можеме да видиме каков е ефектот, затоа што пазарите се затворени. Затоа што е недела, ниту може да видите промени во доларниот индекс, ниту во цената на нафтата, ниту во нормално цените на акциите и така натаму. Значи дури утре ќе видиме кој е ефектот и затоа јас ви кажав, значи и понатаму држам на страна одредена количина на стейблкоини заради оваа ескалација која што моментално ја гледаме во тек. Проблемот во целата оваа ситуација кој е? Значи на крајот од ова видео слушате што We има да want a каже. permanent ceasefire because that's what benefits our people most. And it Каде е проблемот? Проблемот е што не само Мурика, туку и Европа најавува дека ако има ескалација помеѓу Иран, Хезболах и Израел, погледнете. It's our people who are telling us not to accept a deal without a permanent ceasefire. The Israeli foreign minister told his British and French counterparts that he expected his allies to take part in military action should the Islamic Republic and Hezbollah attack them, as the leaders have promised. Значи, нигде не може да го најдете. Нигде, еве, проверете, на Google пишете Франција и Англија ветиле поддршка на Израел за, нели, потенцијално напад од Иран и Хезболах. Значи тоа моментално се зборуваше, вели министер, и тоа ова е случајно оставено. Значи и ова случајно го оставиле, ова не е дека намерно е оставено. Нигде го нема тоа. Значи имаше, вести ги повлекоа, не може да разбере, не може да ги најдам нигде. Значи министерот за надворешни работи на оваа апартеид колонијава Израел на западот моментално зборува со представници од Франција и Англија и вели вика бара од нив да си стојат на ветувањето дека ќе го поддржат воено Израел, дека нормално ќе коалицираат во воена коалиција со Израел, доколку имаме напад од Иран и Хезболах врз Израел. Уште нешто да ме потсетам, што ви кажав, зошто е моментално Нетањаху во Америка? Еве, за алијанса која што потенцијално би го бранела Израел, не е одбрана на Израел, напад на Иран е проблемот. Значи тоа јас постојано ви кажувам. Нема врска веќе одбрана на Израел. Од што го бранат Израел? Од децата? Од децата што се убиени, од нив ли го бранат Израел? Ова е напад на Иран коалиција, да ви биде јасно. Значи овака се спремаа и за Либија, овака се спремаа и за Ирак. Значи моментално се спремаат постепено за Иран. Значи проблемот е Иран. Они без Иран нема да може да го смират или пак да го контролираат Блискиот Исток. А Иран моментално има поддршка и од Кина и од Русија, официјално и неофицијално, и еве слушнете и сами, значи овој чистачов у белата куќа, што го пуштаат да мие гомна кога некој ќе засере, значи слушнете што има да каже. Само момент. Concerns and expectations. Repeat what I said earlier, that we share the same concerns and expectations that our Israeli counterparts have with respect to potential timing here. Could be this week. We're continuing to watch it very, very closely. Значи, Кирби машина за чистење, вика, моментално вика и ние ги имаме истите вика репорти од Израел и се очекува напад вика од Иран оваа или следната недела, значи тоа е на 16 август, сега е 25, значи следната недела и сега дали ќе се случи или не знам, но очигледно се спремни. And it is difficult to ascertain at this particular time if there is an attack by Iran and or its proxies, what that could look like. But И вика тешко е се процени ако има напад вика од Иран или од неговите вика прокси во оваа ситуација се зборува за Хезболах, како тоа би изгледало? Па нормално во пат нема да ви кажат. We have to be prepared for what could be a significant set of attacks. We do share the assessment made by our Israeli counterparts that that something could happen as soon as this week by Iran and Значи веќе ми најавуваат дека се очекува напад од Иран како што сите го прават тоа и уште еднаш за крај. Зошто е целата оваа ситуација толку критична? Од каде е целиот овој проблем и зошто утре може да добиеме шок на пазарите? Зависи овој ден како ќе се одвива. Дали со тоа ќе се заврши овој напад, дали ќе продолжи во текот на вечерта, значи не можеме да знаеме, го следиме ова постојано и ефектот на пазарот можеме да го одредиме во однос на тоа како ќе се одвива ескалацијата, со тоа што пак имаме некој да речам навидум
проценки за тоа како би изгледала ескалацијата. Значи уште еднаш, ескалацијата е поради што? Поради главните два заливи низ кои што поминува нафта. Значи знаете, сами многу пати сме го објаснувале, во предлог ќе биде ставено последното видео каде што го објаснувавме во детали. Овој пат само ќе напоменеме, значи уште еднаш, ова е репортот од Светската банка која што е комплетно под НАТО, знаете и сами. Значи Светската банка и Интернационалниот монетарен фонд се буквално комплетно под контрола на НАТО. Значи они го проценуваат тоа. Вика може да има три типа. Односно имаме три типа на потенцијална дисрупција која што може да настапи на овие. Сега зборуваме значи на овие две места, на овие два канали, од кои што едниот е под директна контрола на Иран, другиот е под директна контрола на Јемен, како што кажавме, кои што се во коалиција. Со тоа што вели, малата дисрупција која што може да се случи, би ја кренала цената на нафтата од 93 до 102 долари. Чисто за корелација, значи моменталната цена е 75. Цената да се качи до 93, односно до 100 долари, би било како буквално оној почетен скок кој што го имаше после почетокот, односно она ескалација помеѓу Украина и Русија. Така да овој прв иницијален скок, каде што буквално за прв пат имавме намалување на производството на нафта, односно рестрикции, ја дигна цената до 100 долари. Такво нешто ако случи повторно, очекувајте нормално, како и секогаш, значи чисто за да видите зашто станува збор, значи нормално дека ќе добиеме поскапување. И на доларот, како ќе добиеме поскапување на доларот, нормално очекувајте, ќе оставиме зелен, како вишо е, тоалетна хартија, за да видите нели како тоа изгледа. Значи покачување на цената на нафтата директно ќе доведе до покачување на доларот, што значи дека ќе имаме повторно намалување на вредноста на криптовалутите. Со тоа што имаме уште две сценарија, сега овдека веќе во однос на тоа колку голем ќе биде конфликтот и како ќе изгледа нели самото вжештување на целата ситуација. Второто сценарио кое што вели дека потенцијално може да имаме среден тип на дисрупција, би ја качила цената од 109 до 121 и голема дисрупција која што би ја качила цената од 140 до 157 долари. Чисто за објаснување, значи погледнете, ако ова се качи до 157, очекувате нормално дека и доларот ќе се качи многу. Историски погледнете. Значи во 2022 година, значи цената се качила до 126 долари, погледнете што се случило со вредноста на доларот. Автоматски истото може да го очекувате и сега, ако имаме ваков тип на ескалација на Блискиот Исток. Тоа е проблемот. Значи кратко и јасно, нема што повеќе да правиме математики, верувајте ми, ова се направени математики од многу поискусни луѓе од нас. Во оваа ситуација не гледам причина зашто би лажеле, затоа што е штетно и за нив. Така да вака оприлика би изгледал проблемот кој што моментално се соочуваме доколку дое до ескалација. Продолжуваме и понатаму да го следиме целото ова, затоа што не можеме да бидеме сигурни како се тоа ќе се одвива додека не го видиме директно на пазарот. Така да во оваа ситуација, значи можеме само да продолжиме да следиме и да го искористиме овој момент за дополнителна акумулација, тоа што постојано го зборувам. Значи, уште еднаш гледате дека геополитиката е многу битна кога станува збор за промена на пазарите. Значи, останува утре да видиме дали ова ќе ни даде шанса да акумулираме, доколку не она што веќе го трнеме на страна, ќе го инвестираме во овој момент, затоа што веќе добивме памп на пазарот и ова од економски аспект очекувам да продолжи, но од геополитички пак кажав. Значи мораме да следиме оваа ескалација, ако видиме промена на пазарите кога станува збор за нафтената цена и доларите, затоа што државите ќе почнат преемптивно да купуваат нафта, ако видат дека се влошуваат овие ситуации, така, значи автоматски со преемптивното купување на нафта, вие доаѓате во ситуација каде што го влошувате пазарот, односно се помалку нафта на пазарот, се повеќе скока доларот, значи дури и да немаме конфликт. Стравото конфликт, ова што моментално го гледаме, оваа ескалација ќе доведе превентивно да добиеме така речено покачување на цените, поради страв дека ова може да ескалира до тој степен, затоа што вие не може да чекате до последен момент да купите нафта, тоа ќе биде предоцна. Затоа многу од земјите кога гледаат ваков тип на ескалација, тоа го прават порано и го покажаме кога последниот пат се очекуваше напад од страна на Иран врз Израел, значи тоа во детален приказ го имам прикажано, може да погледнете назад низ нашите видеа, каде што го објаснувавме тоа, дека буквално во моментот кога почнувате да гледате вакви предупредувања од страна на западните сили, цената на нафта почнува да расте затоа што се припремаат за потенцијална ескалација. Сега, следна вест која што мораме да обработиме е ситуацијата во која што, значи, Украина одлучи дека е паметно да ја нападне Русија. Значи, смешно е, но тоа е реалноста.
Значи, моментално доаѓаме до ситуација каде што CNN вели, значи, ајде би рекол инвазијата на Киев во Русија, вика праќа, вика, демек одвратителна порака до западните, вика, поддржувачи, дека вие навистина, вика, можеме да победиме. Немам зборови, но нели, пак кажат, значи јас ќе ви представам што кажува едната страна, ќе ви представам што се случува на вистина, значи вие ќе си видите сами и ќе ви кажам после тоа исто така што оваа западнава страна збори, значи само западнава страна, нели? Нема потреба сега друга страна, пошто нели тоа е пропаганда. Западнава не е пропаганда, тоа се регуларни вести, само источната е пропаганда и еве ќе ви покажам, нели, како тоа изгледа, вика, значи вика украинската, вика, коцка, така речено, значи нели она коцкање во Курск, вика го враќа, вика ја враќа до вербата дека може да ја победи Русија. Значи, нели, тоа е тоа, готово. Малку хопиум и екипата се запореви, вика 10 дена, вика, и моментално, вика, целосно се заврте масата, вика, против Русија, као демек, сега, turn the tables, они тоа го користат, нема соодветен термин во Македонија за жал, тоа би било како се сврте, демек, и војнава во корист на Украина. Добро, ајде, во ред, се е супер тоа и да видиме сега каде се тоа се движи. Значи првиот најголем проблем кој што јас пак ќе го потенцирам како и последниот пат, најголем проблем е нападот во руска територија од страна на украинска војска. Ова не е напад од Украина во Русија, не знам проектил, туку ова е армија влезена на руска територија и користи прозападни оружја за уништување на руска територија. Значи не знам како по-драстично можеме да го објасним. Значи ова што гледате овдека е користење на значи американски оружја со цел да унистат руски мост, повторно, руски мост во руска територија. Значи ја не знам зашто мислат ова дека е паметно, нели? Не заборавајте, значи ова е ефективни снимки за тоа како моментално се користи прозападна техника за уништување на ствари во руска територија. Значи, ја мислам дека треба да сте целосно ретардиран за такво нешто да направите, затоа што постојано зборувате како вие ги давате овие средства на Украина за одбрана и како се плашите дека ќе ескалира војната доколку Украина ги искористи за напад на Русија и сега наеднаш Украина со Лепард тенкови оди во Курск и вие велите супер, одлично. Значи испаѓаат прозападни европски, гејропски, американски политичари, викаат супер, баш ни е мило што се користат Лепард тенкови, атакамс, нели, проектили, сето тоа што се користи во Курската област. Значи, ја пак ќе кажам, ја не можам да разберам до кој степен на лудило оди Западот, затоа што знаете како, сето оди во степени на ескалација, како што веќе покажавме помеѓу Хезболах, Иран и Израел, исто и овде. Значи јас не можам да разберам за вие мислите дека Русија нема појаки оружја кои што може да ги искористи за сето ова да заврши. Значи Русија може моментално да го избрише Киев од постоење со тактичка нуклеарка, тоа што моментално се обидуваат да го направат. Значи целиот Запад моментално, сето ова што го гледате, сите овие провокации, прво не и даваме на Украина ништо освен завои и шлемови, потоа ќе им дадеме оружје, па ќе им дадеме Леопард тенкови, па ќе им дадеме Абрамс тенкови, па Челенџер тенкови, па F-16, па долго стрелни проектили, ракети, дронови, значи се им дадовме и се чека, значи сето ова што моментално го гледате е буцкање на мечката да направи нешто надвор од контрола. Се разбираме, че ова е буквално провокација од една во друга, во трета, во пета и понатаму, се со цел да се испровоцира Русија да направи нешто што би го направила Америка, се разбираме. Значи, да направи нешто што моментално го прави Израел. Значи, пак ќе ви кажам, многу едноставно би било тактичка нуклеарка да го избрише Киев, значи тоа би било многу лесно да се направи, но постојано, значи, самиот Путин тоа го реитерира, значи постојано го зборува дека сето ова што се случува моментално е буквално провокација до провокација за да на некој начин Русија ескалира за да може да покаже ете гледате Русија е агресор, она убива цивили и така натаму, се разбираме. И моментално гледаме и понатаму после сето ова. Од целиот југ, зборувам глобален југ, вклучувајќи и овдека пак и Либан, и Иран, и Кина, и Северна Кореја, и Русија и сите останати огромна трпеливост, значи огромна трпеливост. Можеле многу порадикално делуваат на сето ова, само тоа ќе кажам. И сега
Зошто велам дека ова може многу радикално да заврши за Западот? Наспроти тоа што Западот го очекува. Значи, да се подсетиме. Думаем на тему о том, if they consider it possible to deliver such weapons to the combat zone, to launch strikes on our territory and create problems for us, why don't we have the right to supply such weapons of the same type to some regions of the world where they can be used to launch strikes on sensitive facilities of the countries that do it to Russia? He spoke. Така. Вика, ако они мислат дека може да донесат оружје кое што ќе биде искористено од Украина во Русија за напад на Русија, вика, зошто ние не можеме да го направиме истото, вика, низ светот каде што моментално имаат нивни противници кои што би ги искористиле овие руски оружја за напад на нивни стратешки цели, зборувам на ретардираниот Запад. И сега само да ви кажам каде се тоа се движи. Како што кажав, сега имате ситуација во која што Русија ќе гледа сегде каде што има потенцијал за ослободување на колонии, како што е тоа цела Западна Африка, и там така натаму. Значи сегде каде што има земја која што има било каков проблем со Западот, веднаш ќе биде наоружена од Русија. Колку повеќе го гледаме ова моментално во Курск, толку повеќе Русија е поттикната да наоружа секој што се бори моментално против Западот. Значи, не знам дали разбирате дека ова може да излезе од контрола многу лесно. И тоа не во Украина и Русија, туку може да излезе од контрола на францускиот остров на архипелагот блиску до Филипините, кој што моментално имаше буквално скоро цивилна војна против Франција. Зошто не би му донел Путин моментално оружје на тој народ да се брани против Франција? И така натаму, значи може во Мадагаскар моментално донесе и да побара, нели, од Мадагаскар да си ги ослободи преостанатите острови кои што се уште се под француска контрола, или пак да одлучи дека ниту една колонија веќе нема да остане од ЕКОВАС и дека сите афрички земји треба да бидат ослободени. Може и тоа да се случи. Мислам, чисто ви кажувам каде се тоа се движи. Значи, Западот го ескалира ова до нивоа кои што не може да ги поднесе, но како и да е, нели, останува да видиме каде се тоа се движи, ние не можеме да знаеме. Само се обидам да ви објаснам дека ова што моментално го гледате е луѓе, стварно сме на граница на некои луди размери. Значи, проблемот е што мислам дека многу од луѓето се уште не разбираат колку е ова радикално што се случува моментално. И еве, чисто да видиме како изгледа, значи ова е краток приказ до буквално вчерашниот ден за моменталната офанзива на Украина во Русија. Значи јас ова ќе го пуштам за да видите како изгледа. Прво во однос на сооднос на трупи, значи ова беше споделено на еден од каналите, а после ќе ви го покажам нели генерално и по територија и да видиме дали ова успех или не на украинската армија во однос со се што друго се случува на целиот нели фронт, не само во овој дел. Значи ова се буквално почетните денови на инвазијата од 6 август, каде што гледаме дека буквално голема количина на украинска војска влегува на руска територија, тоа е во Курската област. Не заборавајте дека оваа количина на војска која што моментално Русија има овдека е составена од нови регрути. Потврдено како од украинската страна, така од руската страна, ова е неспорно. Значи буквално Русија целата оваа граничен предел, затоа што нема активни действија, буквално го покрива со најнови регрути, затоа што каде поинаку би се тренирале ако не нели во подречје каде што има мир, во земја каде што моментално има војна, така? Гледате како скоро дупло е моментално војската на Русија наспроти војската на Украина. И не заборавајте дека допрва се движат трупи на оваа страна. Се разбираме и тоа повторно, значи веќе кажано дека ова не се трупи од моменталните воени подрачја во Донбас. Ова се трупи кои што се регуларна резерва на Русија, затоа што пак не заборавајте, Русија има 500 милиони жители, за разлика од тоа, 180 милиони жители, за разлика од тоа, Украина има 40, од кои поголемиот да се надвор од земјата. И гледаме дека освен оние иницијални
победи на почетокот од 6 да речем до некаде 10-11 август, веќе не напредува толку брзо како што они очекуваа, нели до сега требаше да бидат во нивни раце и Курск како град и нуклеарната централа на Курск. Гледаме дека тоа нема да се случи. За да дојдеме до заклучок дека на крајот на 23 август, пред само еден ден, да оставиме до самиот крај, да видиме како изгледа, значи на 22-23 август, ние доаѓаме во ситуација каде што руската страна, односно војската на оваа страна, каде што моментално се одвива оваа војна, само ќе се зголемува. Значи, они допрва ќе имаат голема количина на војска овдека, а што е сега интересно? Значи, вие имате украинска војска која што влегла на руска територија каде што нема утврдување. Значи дека оваа украинска војска моментално е распространета низ територија каде што единствена структура која што може да користат се моментално некакви селца кои што ги земале, значи некакви структури како згради и не знам, ако има некој шумски предел. Овдека нема ровови. Овдека нема утврдени позиции, затоа што овој дел никогаш не ни бил рачунат дека ќе биде користен за војна. Значи дека Русија никогаш не го развивала овој дел да биде, нели, воено одбранбено подрачје, барем не во овој дел. Интересниот дел што е? Вие се наоѓате во територија која што е крајно непријателски настроена кон вас, значи ако некаков тип на население уопште останало овдека, они се против вас. Они ве гледаат како окупатори, така. Втора работа, вие се наоѓате во територија која што моментално нема значи ниту бункери, нема ниту ровови и во оваа ситуација значи вие сте армија која што нема никакво воздухопловство, имаат колку 3 F-16. Значи скоро и да нема никаква воена поддршка. А се наоѓате на туѓа територија на армија која што има целосна воена супериорност над вас. Зборувам кога станува збор за воздух, така. Што значи дека вие имате еден куп армија овдека, 10.000 војници, со еден куп техника, дури се кажува дека околу, како рекоа, 15% од купната техника од Европа е влезена на ова подрачје. И немате никаква заштита од воздух. Значи, како да ви објаснам каде се тоа ќе се движи. Како и да е, останува да видиме, значи сега гледаме дека имаат соодветен напредок. Она што можеме да го кажеме дека многу лесно оваа курска офанзива може да се промени во суми дефанзива и на тој начин да го изгубат и овој предел, но нели останува да видиме. Битната работа која што треба да забележиме е дека досега Зелениов одеше наака натака и зборуваше како они сакаат примире, како они сакаат дури и да разговараат со Русија. Ако се сеќавате, последните разговори беше дека добро, ворете, спремни сме дури и Русија да седне на преговарачка маса со нас, а во исто време го планирате овој офанзивен потек. Значи, очигледно немате намера ниту за мир, ниту пак сакате примирие. Значи, тоа е само фиктивно, како и досега, купување време, додека правите глупости во позадина. И нормално, руската страна рече, па чиме таква ситуацијата, ја напаѓате нашата територија, значи, ние овој предлог кој што го имавме досега за да ви дозволиме да си ја задржите моменталната територија и да бидете неутрални, го повлекуваме и нема да има никаков тип на примирие, ниту пак ќе има некаков тип на преговори, туку ќе го решиме овој конфликт воено. Воено конфликтов решавање е само доколку Русија и понатаму продолжи и не знам, влезе во Киев. Ја друг начин како воено ова би завршило, не гледам како би завршило воено поинаку. Кога имате 40 милиони, 180 милиони земја. Кога имате земја која што целата енергетска инфраструктура е целосно уништена, нема никаков траг од патишта, значи се е избомбардирано, а од другава страна имате ситуација во која што се е во ред, значи со Русија ништо не фали. Плюс рековме економијата напредува, многу пати сме го покажале тоа. Значи само сакам да ви кажам дека моментално Украина си го уништи секој можен момент за потенцијално да го реши овој конфликт на нели потенцијални преговори, затоа што они веќе губат. Значи еве чисто да ви стане јасно.
ова е територијата која што моментално ја држи Русија, така, значи ова е 25% од територијата на Украина, која што моментално е под контрола на Русија. А ова овде, која што треба да го зумирам, е територијата која што моментално успеа Украина да ја земе од Русија. Значи, чисто уште една за споредба, погледнете, значи гледате колку е територијата која што ја држи Украина, гледате која е територијата која што ја држи Русија. Значи, чисто да ви стане јасно кој е интензитетот на муабетов од западот со она што моментално го прави Украина и она што моментално го прави Русија. Друга битна работа, значи во целиот овој момент од 1 август, зошто од 1, не од 6, затоа што овие трупи кои што ги гледате 10.000 на овој фронт во Курск се земени од овие подрачја овде и тоа многу јасно може да се види според каква е ситуацијата и колку напредувала руската армија во ова подрачје. Значи сега ќе ви покажам затоа што ова е пак украинска мапа, значи Live UA Map, ова е украинска интерактивна мапа која што покажува што се случува на фронтот. Замислете, ова е прозападна мапа, така. Значи ова не е руска мапа, така. Значи е прозападната мапа да видиме што се случувало на 1 август во нели сега чисто онака ќе споредиме некои делови од ова подрачје да видиме како изгледала мапата на 1 август, значи погледнете, ова е Њу Јорк, ова е голем град кој што моментално беше земен од страна на руската војска, само заради тоа што моментално одлучи Украина дека треба да влезе во Курск. Погледнете, после 25 дена откако Украина земала дел од својата армија и техника и ги пренела во Курск. Погледнете. Значи целосно е завземен овој град и тоа овдека, значи ако зумирам, ќе видите само колку голема штета си направиле самите себе со тоа што овие, погледнете. Значи овој цел град моментално бил под контрола на Украина и овдека гледаме половина град што иде овој. Гледате овдека дружба и така натаму. Значи погледнете на 25 што се случило. Значи погледнете, значи веќе целосно опколување имаме на сите овие делови, ова е како што може да видите Торецк, значи ова е целосно цивилното население е буквално однесено од самиот град и моментално гледаме дека се повеќе и повеќе руската армија напредува, значи гледате големи делови од овој град се завземени и моментално влегува кон самиот град Торецк, така. Значи ако продолжиме надолу, чисто да видите како изгледа. Значи што значи кога вие земате од вашата територија, се извинувам, од вашата армија и преместувате на друго место, што се случува со вашата територија овде, погледнете. Значи беа до тука, Желене, така, а сега се моментално до ова место. Значи погледнете колку голема територија завзеле заради тоа што Украина одлучила дека треба да повлече од своите трупи. Погледнете. Значи гледате овдека сега. Гледате го овој дел. Значи 25 дена разлика и колку се ова? 25 километри разлика, така. Значи да погледнеме, значи јас ви покажувам неколку места од овој источен фронт. Значи Красногоривка, половина била во рацете на украинците, овдека дури не ни биле достигнати до овој Гостре. Значи сега моментално видиме што се случува. Значи целосно ја завзеле Красногоривка и се придвижуваат до ова место. И сега ако продолжам надолу ќе видите уште многу такви моменти каде што се повеќе и повеќе руската армија напредува поради ова што моментално го гледаме овде. Значи вие ако земете од вашите позиции на источната граница и ги ставите на северната граница, погодете што источната граница вас и понатаму ви е ранлива, а очигледно ова покажува дека русите не повлекле трупи од тука, туку напротив они уште повеќе напаѓаат, така. Значи тоа ви покажува дека моментално погледнете сега друга вест. Значи ABC News. Може да видите дека е мориканска, така. Значи моментално вика концентрираниот напад на Украина во Курск е страф, значи моментално се плашат. Што би се случило доколку Русија припреми контранапад? А што е ова ако не е контранапад? Мислите дека овие трупи тука ќе се соберат и тука ќе стојат? Значи како и досега гледаме дека ова е нели војна на атриција или како го нарекуваат они тоа, каде што буквално се троши другата страна, затоа што првата страна има се што ја е потребно, другата за разлика од тоа нема ниту муниција, ниту време и гледаме дека моментално тоа се случува. Исто ова е украинска страна, вели, Мурика моментално се плаши дека моментално курската операција ќе ги направи така речено украинските трупи да бидат како да кажам, стреч, значи ова би било дека нема да има доволно трупи за да покријат целата оваа граница, што моментално е очигледно. Го гледаме тоа. За 25 дена они успеале во Курск, но тука е запрено. Значи тоа нема да продолжи натаму. Јас не знам зошто они воопшто мислат дека такво нешто ќе се случи, а од друга страна гледаме дека
значи не знам, ова се нивни вести, така, значи ако украинска страна го кажува ова, тогаш кој сум јас да ви кажам поинаку, така. И сега една интересна работа која што морам да напоменам, а тоа е значи за ова јас верувам дека може да ми настрада каналот повторно, но морам да го покажам, значи морам. Значи ова е истата таа Украинија News страна која што моментално ви ја покажувам. Дали го гледате овој емблем овде. Значи ова е уште еден од овие табуа кои што сакам да ги разбијам за украинската страна, пишува Азов. Значи, они на нивна интернет страна, каде што покажуваат вести, имаат буквално значи, линк до Азов страната, која што до ден денеска е еден од главните батальони на Украина, и ова што го гледате овдека е буквално реитерација, значи промена на символите од нацистичкото СС, како што може да видите овдека, но сега каде се тоа се движи. Значи, Азов историски е буквално потврдено терористичка организација од страна на Западот. Значи, допред 2 години, затоа што Азов е во целата оваа ситуација уште од 2014 година, како така речено парамилитарна организација која што го организираше нели сето тоа што се случуваше со Киев, нели, со така речено протерувањето на прорускиот претседател. Значи, да не забораваме дека Мурика ја сметаше Азов бригадата за нацистичка. Со тоа што во јуни 2024 година, значи, они одлучуваат дека ќе го кренат банот за оружје кои што ќе бидат давани на Азов, кој што претходно бил сметан за нацистичка организација од страна на Мурика. Но кога нацистите се на наша страна, тоа е во ред. Само сакам да ви покажам која е дволичноста на оваа стока муриканска. Значи PBS News, ова е проамериканска страна, може да проверите било каде, значи ова беше пред само неколку месеци. Значи до сега Азов беше рачуната буквално за нацистичка бригада. И овдека сега, значи, во ред е ако се нацисти, само нека се борат на наша страна, се разбираме. Значи, беше муавето прво. Во Украина нема нацисти, тоа само русите се замислуваат, русите се нацисти. После е добро да може да има неколку нацисти во Украина, нема многу, така. После е добро да има многу нацисти во Украина, ама се борат на наша страна, вие се добри нацисти, се разбираме. Сега наеднаш Западов прави разлика помеѓу добри и лоши нацисти, се разбираме. Овие се добри нацисти затоа што убиваат руси. Значи, чисто да ви кажам, стратешките партнери ваши од Кале, како размислуваат. Значи, ова е врв на западна интелигенција. Не батка, нацист е нацист. А за нацист се знае како куршум во глава, крај. Нема тука што да се разговара. Значи, дедо ми стрелал нацисти. Тоа му била работа од 12 години. Од прво крадел муниција и што можел да дофати од бугарите, за да им даде на партизаните, до партизан, кај што си го стрелал својот дедо затоа што бил бугарски нацист. Значи, да се разбереме, нема добри нацисти, тако нешто не постои. И муабетот од типот, ама не, во Украина нема нацисти, значи да го разбиеме веќе еднаш, ова е официјално како изгледа моментално украинската војска, оди на друг кажете му дека нема нацисти, затоа што мене ми скурчи веќе од слушањето дека тоа било само руска пропаганда, дека немало потреба од денацификација на Украина. Germany shows its leadership in the support for Ukraine. Germany is the biggest European contributor of military aid to Ukraine. You just decided to send a third Patriot system to Ukraine. And I strongly believe that other allies should follow the example of Germany. Овие им се дедовците, бандеровците,
како кај нас тие што имале своји дедовци кои што се бореле на бугарската страна, така и Украина, источниот дел се борел со партизаните, а западниот дел, овие прозападниве лбов, се бореле на страната на Бандера и на нацистите, чисто нели за да не заборавиме. Приметувате ли само колку воопште не се ни кријат оно што го користат? Значи овде ќе имате буквално стари постери од СС дивизиите кои што се користат на секојдневна пропагандна што и да е материјал во Украина. Значи до кој степен е? Значи Западов моментално нема проблем, само нека умираат руси, дали се разбираме. И кога ќе ми каже некој дека нема нацисти, а што беа овие што ги гледавме сега? Еве и некој од овие да било преправано и некој да било додавано. Сите ли беа случајно додавани, направени уаи, да не случајно се овие, не знам, маскирани руси да не глумат нацисти. Значи овие видеа, ај секој ден ги гледам од украинската страна, на украинските канали, јас следам и украински канали исто така. Значи оно што сакам да ви го кажам е дека Западот е ретардиран до тој степен што ако треба и ќе го воскресне нацизмот, само да не дозволи нации како Русија и Кина да успеат да станат глобална сила во светот. Само сакам да ви го кажам тоа до кој степен е спремен да оди Западот, само за да се стави крај на потенцијално друга сила да го превземе глобалниот примат наспроти Мурика. Да не заборавиме дека од секогаш имале проблем со ортодоксните. И тоа од Македонија до Русија, тоа било трн во око на целиот Запад, посебно во Европа, да не го заборавиме тој дел. Исто така да ме потсетам дека Украина пред само 2 дена официјално ја банираше Руската ортодоксна црква, која што до 300 години наназад, ма колку 300, зборуваме почетокот на оваа религија на целиот овој регион, била активна во Украина. И сега наеднаш не, тоа се ќе биде конфискувано, ние ќе си направиме нова црква, значи вие одлучувате, нели, сега после толку стотици години наназад, значи вие одлучувате дека не, ова ќе го забраниме ние, нема да постои од утре, значи заборави тоа што со векови било наназад тука, ние ќе си направиме ново. Значи нема ни да навлегуваме премногу тука, единствено што ќе кажеме дека во оваа ситуација оно што треба највеќе да ме плаши е токму ова. Токму оваа сцена овдека. Дека многу лесно може и Русија и Кина да почне да шитка оружје на сите моментално непријатели на Западот. Па дали вие знаете колку непријатели Западот има? Дали имате представа колку земји моментално одвај чекаат да се отстранат од Западов? Значи моментално, еве и прост пример. Во Сирија Башар ал-Асад, ако му биде дадена соодветна техника, препоставувам и нели оружје, сигурно ќе ги нападне американските позиции на делот од Сирија кој што моментално краде нафта. Значи буквално има еден дел кој што е окупиран, кој што тренира терористи за да дестабилизираат Сирија и да краде нафта од Сирија. Во Ирак, значи моментално Ирак не знам колку пати, значи една декада наназад им кажува на американците дека треба да си одат. Никој слуша, ни па нешто се превзело околу тоа. Ирачката влада постојано им зборува дека треба да напуштат земјата, они и понатаму си се таму. Значи, дали да продолжам сега? Каде е Северна и Јужна Кореја? Каде е еден куп други места, а Јужна Америка и Централна Америка? Значи, замислете колку места може Русија да наоружа бесплатно, само за да го дестабилизира Западот, се разбираме. Проблемот е што ова, наместо да се прошири како руско-украинска војна или европско-руска војна, може многу лесно да се прошири во глобална војна на тој начин. Каде што сега Русија може да почне да иницира локални конфликти во кои што Западот ќе мора да се бори. Така да, само ви го нафрлам ова да го имате во превид, затоа што уште еднаш, јас очекував дека потенцијално ќе дојдеме до преговори, имаше изгледи дека тоа ќе се случи, посебно кога Украина фиктивно кажуваше дека е спремна да седне со Русија да разговара, очигледно идејата била само да се купи време за да може да се направи ова, значи уште една глупост, да бидеме јасни, и да не забораваме кој е покровител на денешното видео и на сите овие настани. Позади мене на сликата многу јасно стои дека муриканската влада е најголемата светска терористичка организација, никогаш да не го заборавате тоа. Значи не постојат гомна во светот кои што иницијално не се или поддржани или започнати од господава позади. Значи да ви биде јасно, нашите стратешки партнери кои што им дозволивме, нели, да ни ја превземат државата и моментално Кале одлучува што ќе се случува во Македонија. Чисто ви го кажам уште еднаш ова, да имате упревид со кого си имате работа.
Нема да навлегувам премногу денеска, значи ова беше се што сакав да опфатам, затоа што овие два конфликти се енормно големи и се енормно опасни. Затоа што овој конфликт, како што можеме да видиме, потенцијалните преговори за примирие се надвор од значи опсек, тоа е тоа, значи повлечени се од страна на Русија, што значи дека ова само ќе продолжи, значи и тоа ќе биде полошо, подобро не може да биде со оглед на оваа ситуација, а додека гледаме дека истото се случува и во Палестина за жал, значи каде што наместо да имаме напредок во преговорите, гледаме дека американците јавно лажат со цел да купат време на Израел и понатаму да продолжи да убива деца. Така да овие два конфликти и понатаму потенцијален Black Swan настан кој што може да предизвика пат на пазарите, сме објасниле многу пати како, но морам да направам апдейт со цел да ви стане јасно што моментално се случува во двата конфликти. Се надам дека уживавте како и секогаш. Ако има северџани, слободно кажете му на Кале, Гемиџијата ме поздрави и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија, македонец за македонец.